македонска спортска сцена на Спортското радио 90,3 FM. Поштовани слушатели, уште еднаш добар ден од студиото на Спортското радио. Зборуваме на домашни спортски теми, на она што е најактуелно во овој период од годината. Има навистина неколку настани за кои што сакаме и да ги најавиме во периодот кој што следуваат. Еден од најатрактивните би рекол, барем кога станува збор за младинскиот спорт овде кај нас и за практично подготовката на нов кадар во одредени спортови. Ракометот конкретно станува збор за кампот 40 на 20 ќе го наречам. Станува збор за дел од проектот Ракомет за секое дете, а токму по тој повод и организацијата на кампот, но воопшто и за ракометните прилики во нашава земја ќе поразговараме со основачот на проектот, едно познато име кога е македонскиот ракомет во прашање, некогаш е ни наш ракометен репрезентативец Горан Ѓорѓоновски, заедно со мене во студиото на Спортското радио. Добар ден и добре дојде. Добар ден, ви благодарам на поканата, ви благодарам на можноста да го представиме на вистинско место, се надевам на вистински слушатели, како Спортско радио, и се надевам дека ќе имаме продуктивен разговор. Апсолутно, во однос на самиот камп и на случувањата, нешто што веќе долги години како традиција наназад пред се ти како главен организатор и основач на овој проект стоиш. Изминативи денови слушнавме дека во многу кус период и оваа година кампот е веќе пополнет, тоа веќе значи дека од година во година растете и се етаблирате како еден од најсилните ракометни кампови кои што се одржуваат во овој дел од Европа, нема да кажам само во Македонија. Изненадувачки за толку кус период веќе кампот е пополнет, а не само со деца овде од Македонија, туку напротив и дел од оние гости кои ги имате допред некоја година, можеби 1, 2, 3 од странства. Оваа година слушнав дека срамежливо, оваа година слушнав дека ќе ги има во голем број. Така е. Значи, ајде да кажам, како основач основац во ситуација се ставам на како агенција КМГ Спорт. Не сум секако тука сам, има луѓе многу околу мене, доста. Долги години се занимаваме со ова, така да кажам, проблематика. Уште од 2015 организиравме кампови со Кала 7. Ова што сега вие го најавивте како 40 на 20, еве сакам да повторам уште еднаш за поширок аудиториум. Тоа се димензиите на ракометниот терен, со надеж дека на секое дете кое што тренира ракомет, кое што ќе дојде на кампот, и да не дојде на кампот, а тие 40 на 20 ќе му станат негов дом, негова природна средина, некоја средина со која тој ќе живее секојдневно, и токму затоа е ставено името како 40 на 20. Иначе што се однесува, значи ова е трета година во Охрид на една добро позната локација во хотел Аквалина, во комплексот во хотелот Аквалина. Од самиот старт како дел на еден проект кој што се вика Ракомет за секое дете, кој што во својот наслов кажува што треба да значи тоа, дека треба да донесеме ситуација, да направиме услови секое дете да дојде во контакт со ракометот, дали има афинитет, нема афинитет, да видиме дали дел од нив имаат талент и да продолжиме да го развиваме талентот кај тие што го имаат талентот. Така да од тој аспект спомнавте вие, еве да почнеме со интересот. Можам да кажам дека овој камп е многу специфичен во однос на тоа што се случувало во минатото. Ние имавме во 2015-16 една наезда од кампови во Македонија, што беше позитивно, го гледам како позитивно, организира и други наши спортисти ракометни кампови, пред се Стефча Лушевски имаше кампа, беше и Лекич една година тука заедно со Кирил Лазаров, кој што го организираме ние, еден супер гломазен камп, голем камп, можам да кажам европски камп во однос на квантитет. Сега што се однесува до овој камп што ние го организираме, јас како иницијатор собрав една група на супер нормални луѓе, супер тренери во однос на млади категории, луѓе кои што поминале половина од животот со работа и повеќе со работа и уште поминуваат во работа со млади категории. Може не се тие најизвиканите имиња во Македонија, да кажам под наводници, но се луѓе кои што поминале низ нивни раце многу деца на почетна возраст или на некоја средна возраст, и со нив едноставно
седнавме, јас ја имав идејата, им кажав дека овој камп сакам да биде различен во однос на пристапот према секое дете, односно индивидуалниот пристап кон секое дете на возраст од 11-12 до највисока 17 години. Значи да се работи во мали групи по 3-4 деца, 5 максимум по позиција, се со цел тие 6 дена, од тие 6 дена има минимум 15 до 17 тренинзи, кои што детето ќе има можност да исправи работи, да слушне нешто ново, да го проба тоа, да го проба во еден сериозен интензитет и доволен број на повторувања, затоа што тоа го дозволува групата на деца, значи така да од тој аспект овој концепт е досеган. Јас не сум го затекнал во Македонија, а од друга страна на крајот на денот во моментов, за жал или за среќа, ова е единствениот ракометен камп. Зборувавме пред малку со тебе за тоа дека децата во Македонија сериозно го сакаат и го практикуваат ракометот, но Македонија е таму кај што е моментално во однос на финансиски услови, а се што е од Црна Гора нагоре е сериозно недостапно за нашите деца. И затоа овој камп е како некоја нужна потреба. Не знам дали е за среќа или за жал, пак ќе кажам. Спомна еден дел по кој се разликувате од сите други кампови надвор од нашите граници, затоа што овде речи самиот сте единствените, па не можеме во моментов да компарираме и да споредуваме. Што друго го разликува, го на некој начин одвојува 40 на 20 од камповите кои што се во околните земји, па малку и пошироко, бидејќи кај вас конкретно на кампов доаѓаат и деца од Шпанија, од Србија, од Шведска, да. Деца кои што практично, како што ми кажа и ти пред малку додека разговаравме и се подготвувавме за овој разговор, за овој интервју, доаѓаат и во соседните кампови, во соседниве земји, но имаат посебна љубов да дојдат овде во Македонија, затоа што овде веројатно има нешто плюс по што се разликуваме во однос на камповите во соседниве земји. Така, значи ја би издвоил неколку работи. Пред се не смееме да го ставиме настрана локацијата и Охрид како еден од најубавите градови во Европа, кој што ние за жал не можеме во моментов да не го перцепираме така, може би дел од нас не го перцепираат така, значи самата средина за странците е феноменална. Нема човек од надвор кој дошол во Охрита да не е импресиониран од убавината, но во друга страна и малку и разочаран од некои други работи, мора да ги потенцираме во етер, затоа што навистина е греота за некои ситуации кои што се случувале во минатото или сега се случуваат или уште не се решени како ситуација. Тоа е една работа дека се одржува во Охрид и нас ни е посебно драго дека тие носиме инкам, носиме луѓе кои што доаѓаат и го гледаат Охрид и се враќаат назад. Значи имаме деца од Шведска, доста голема група, имаме група од Шпанија, имаме група од Србија годинава. Така да, втора работа е пристапот на тренерите, односно групата на тренери. Јас многу пати ја потенцирам. Оваа група на тренери, без суета, без его, без меѓусебна некаква, не знам, меѓусебен багаж. Значи, зашто верувате дека ако некој чувствува некаква лоша енергија во однос на кампусот, тоа се децата. Ние сите како возрастни ќе го изменаџираме тоа, но децата тоа го чувствуваат. Ова група на тренери кој што сега работи и кој што работеше изминатите 2 години е феноменално од секој аспект. Тие се максимално свесни дека ние сме тука 6 дена да се ставиме во комплетен сервис на децата. Да детето кога ќе дојде тука, кога ќе заврши кампот, тој до септември да зборува за кампот. Значи, сега може да се вратиме тука и на една од главните поенти на кампот, дека кај малите генерации ние мора да поттикнеме дополнителна инфицираност со ракомет, за кој ќе се врати од септември, тој да бара сам да оди на тренинг. Да бара да оди уште со поголема желба. Од друга страна, другата поента на кампот е овие големите да нешто слушнат, нешто научат, нешто исправат, некој нов поглед на ракометот, зашто тие сите работат, дел од нив работат и сериозно во клубовите. Значи не дека ние таму го измислуваме ракометот, апсолутно него. Ние имаме деца кои што работат во различни средини, од Богданци, Куманово, Кочани, Прилеп, Битола, Скопје и така натаму. Сите тие слушаат добри работи од тренерите, но ова е друг поглед на тоа што го слушнале. Сега кажав за Охрид, кажав за тренерите, можам да кажам сега да се пофалиме и ние самите како логистика таму. Значи навистина правиме се што е возможно и невозможно
да тие деца навистина таму си поминат, ценејќи ги средствата што ги издвојува родителот за детето. Значи, верувајте, ово кажувам искрено, им го кажувам и на децата, ја им го кажувам и на родителите. Секоја чест што вие сте му овозможиле на детето да дојде на камп. Од друга страна, спомнати за Црнагора и нагоре, спомнавме и двајцата, дека навистина македонецот, многу малку македонци може да си дозволат дојдат горе. Сега ти спомна една работа однос на тоа, имавме ние лани дете од Норвешка, кој што беше на камп во Хрватска и дојде во Македонија. И тоа дете беше едно од највозрастните, веќе можам да кажам полупрофилиран играч. Беше со родителите и ние нормално се запознаваме со родителите, седиме додека децата тренираат. Еден од родителите беше фрапиран дека детето работи со уште 3 деца на тренинг, дека не му побаравме да донесе од дома опрема, топки и не знам што и дека нашиот камп е 2,5 пати поевтин од тој кај што бил, а таму биле 40 на терен и не знаеле ни како се вика. Така, 40 во група. И дојде, човекот стана на сред тренинг, дури малку можеби недолично за ситуацијата, дека стана на сред тренинг да му честита на тренерот за тоа што го работи. Конкретно беше Владимир Лигоров, работеше во тој момент. Сакам да кажам, значи, за дете што видело кампови, можеби 6-7 години со ред било. Тоа ми дава за право дека ние сме квалитетни, од друга страна не носи во реалноста дека тоа во моментов не можеме доволно, условно кажано, вулгарно да го наплатиме. Зборам да го наплатиме, за да може да овозможиме уште подобри услови. Сега тука затоа имаме и луѓе кои што ни помагаат, така да генерално таквите пораки, еве годинава имаме 10 деца од Шведска. Децата од Шведска нема кај не биле. Нема тие, ни в Хрватска им е последна дестинација од Шпанија, Франција, Германија, сега Хрватска беше екзотична последниве 5-6 години, сега се надеваме Македонија ќе биде екзотична, за да дојдат наредна година 50 деца од Шведска. Мене ми е тоа многу важно да видат меѓу себе разлика децата. Што тие се во соба заедно, тие се на јадење заедно, тие се на базен заедно, тие се на терен. Да видат ракометно кај се едните, кај се другите. Така да тоа е богатство едно меѓусебно што се случува и затоа ја сакам да дојдат деца од надвор баш заради таа работа и ако го имате вие деца од Турција, деца од Шпанија, деца од Шведска и од Македонија. Мислам тоа е навистина едно богатство на тоа не само што е можност и за децата да видат до каде се во ситуација во однос на подготовка, туку и за тренерите кои што кај работа да видат како се одвиваат работите на подготовката на тој млад ракометен кадар. И морам да кажам тука дека нашите тренери се постојано се, да кажам, воодушевуваат од техниката која што од мали нозе ја демонстрираат овие деца од Шведска, иако не се ништо поразлични физички од насите, не се ни попаметни, не се ни, не знам, од Бога дадени некакви работи, но едноставно системот произведува такви работи. Сега морам да кажам дека ние имаме и тренери од странство, значи редовно лани имавме швеđанец, имавме германец кој што работеше во ова. Ако некој во ракометот е моментално битен, тоа се тие, така. Мислам, тоа се тие и начинот на пристапот на швеđанецот кој што иде веќе долги години тука е секогаш за нас печатлив и е интересен. Годинава, еве можам сега да кажам дека планираме да донесеме две, не се тие имиња ракометни толкави, ако едниот бил селектор поранешен на наша соседна земја, работи во Шведска моментално. Тоа ми е моментот кој што ми е битен. Долги години работи во Шведска, долги години организира кампови, го поканив, го замолив да дојде, не само да одржи неколку тренинзи на највозрастната група, него да направи и предавање за тренерите што работат со млади категории. Значи ние од лани почнавме една пракса која што нашиот пријател, ако можам да спомнам, Волкалит ја поддржа и како фирма и како федерација, да ние направиме еднодневен семинар кај што лани германецот држеше и семинар и показен тренинг после тоа. Сега сакам да бидат едни двајца ликови други кои што сега во моментов не сакам да ги објавам пошто ми немаат потврдено, али ми немаат потврдено затоа што тие се, нели, тоа е период од годината кога се паузи, кога тие треба да одморат со семејство и треба да ги подесиме термините да можат да успеат. Сакам да кажам, тие двајца не се само важни за децава, важни се и за тренериве кои што сакаме
да одредени теми специфични кои што ќе ги најавиме како специфични теми во однос на проблематика во Македонија. Пример, префрлање на деца од млади категории во сениорски ракомет. Вечна тема во Македонија. Нашите деца се талентирани, се држиме до пионери, до кадети сме добри, доаѓаме младинци и сениори, почнува огромна разлика меѓу нас и поразвиените земји ракометно. Како ги префрлаат, како ги селектираат, како ги дозираат да не го изгори, а да го стави, дали со генерација, дали без генерација, дали тој што е вансериски тера сам, чисти пат или со значи такви работи. Сакам да кажам дека овој камп има и таква димензија, една која што јас сакав да ја има како ајде да кажам како основач на целиот проект, да едноставно и дадеме нешто и на тренерската фила кој што е заинтересиран, нормално, тие што ќе дојдат. За да научат нешто повеќе. Кажи ми, доволни ли се 6 дена, 7 дена колку сте на кампот за да може да се истурка цела една програма кога е во однос на кампот, бидејќи убаво спомна, еден од ретките кампови каде што децата работат во мали групи, особено оние повозрастните категории, веројатно во тие 6-7 дена им давате комплетен фокус на одредена програма на работа по позиции, како што ми кажа ти, во однос на тоа каде се профилираат децата како играчи. Доволен е тој период да се научи нешто плюс? Па сега да бидеме искрени, значи периодот не е доволно голем, не е доволно долг. Морам тука да искористам прилика да им пратаме на порака и на родителите кои што слушаат, можеби и децата, дека штом заврши сезоната почнува најинтензивниот период на развој на еден спортист. Значи, кога ќе заврши официјалната сезона на 1 јуни, почнуваат индивидуалните тренинзи. Ова е само едно дополнение, односно еден згуснат распоред на тие индивидуални тренинзи кои што треба да ги работи секој ракометар над 13 години, 14, за ако сака да направи нешто во животот. Што викам ја, ако сака да биде специјален. Вие практично му давате насоки како да го истера тој период меѓу две сезони. Така, сега, тоа е од минатата година, значи ние го вклучивме и Марко Неловски, нашиот поранешен репрезентативец, кој што за жал имаше серија повреди во својата кариера и не го постигна тоа што ние сите го очекувавме и сакавме да го постигне. Тој сега работи во Golden Art како тренер и е за мене еден од најпотентните тренери во Македонија и тој беше од минатата година е дел со нас и тој работи на еден специфичен дел, а тоа е ова што спомнавте вие, припрема за тренинг, физичка подготовка ван и во надпреварувачка сезона. Зборуваме за деца млади со кои што не работи специјално тренер на тренинг. За сениорите си има таму збориме за деца кои што се оставени сами да плутаат и треба да работат нешто. Значи исто така многу внимание се посвети на делот со во дел на некоја спортска психологија, а тоа е сонот, дали сонувам да бидам ракометар, дали имам амбиција и дали имам фокус. Тоа во моментов Марко го да речам и го учи и го надоградува покрај ракометната школа и ракометниот занает, кој што тој како играч кој што беше многу и паметен и можам да кажам спортски образован, ја има. Значи ова му е нешто како негово. И второ, тој работи многу на физичка подготовка, се специализира за физичка подготовка и тука исто децава за во тие денови ги учиме како треба да им изгледа таа недела кога треба да работат на физичка подготовка, а се на одредена возраст. Значи збориме се на возраст 14, 15, 16, 17 години. Не се сениорски играчи. Така да таму е многу згуснат распоредот. Ја кажав, децата имаат 3 тренинзи во денот, значи тренинзи од различен тип, дали е тоа дел во фитнес, дали е тоа пред тренинг, подготовка за тренинг, како сам да се подготви за тренинг, а си во некоја пионерска селекција кај што имаш еден тренер на тренинг. Јасно, не може да ти обрне внимание. Тоа ние немаме сега услови да имаме пола сат пред тренинг некој нас да не спрема, но ти може сам на трибини, дома, во сала, кај што пред да почне тренинг да се спремиш. Сега да не навлагаме до детали, затоа што јас систематски не се бавам со тоа, но од она што го гледам, а сум во ракометот и се бавам со ракометот, сум го апсолвирал и во разговор со нив, кога
му пристапив на еден од нив, дали е Марко или Златко Даскаловски, како феноменален, значи не знам стварно да кажам, еве ние имаме деца специјално идат сега, Златко Даскаловски дали е на кампот, ни кажаа дека навистина работел и значи навистина се преда, никако карактери се специфични во позитивна смисла. Добро, бидејќи полека не гази време од разговорот, сакав да оставам еден простор сосема за крај, бидејќи си долго време во ракометот и како репрезентативец и како човек низ нашиви клубови помина доста, сега како е главен основач на проектот Ракомет за секое дете, ме интересира со оглед на тоа што имаме една од најнеизвестните сезони овде во домашниот ракометен шампионат, не само ова, и минатата беше исто така интересна. Една твоја глобална оценка, се ближи крајот на сезоната, не чека Final Four турнир во купот, завршница на домашното првенство, една твоја обсервација на моменталната состојба воопшто на македонскиот клубски ракомет, за репрезентативниот ќе зборуваме веројатно во некоја друга прилика, ќе сакам да те прашам во односи на учеството на големите првенства, ајде тоа ќе го оставиме за некоја друга прилика. Имаме време, може би пред Фарски острови, дај Боже пред светско во Хрватска. Така е. Така да ме интересира на клубски план како ти изгледа македонскиот ракомет. Многу е тешко во неколку зборови да се кажи. Македонија има, значи, една солидна ракометна сцена. Не можам да кажам дека е високо квалитетна или квалитетна ракометна сцена, но има солидна ракометна сцена. И пред се видовме и лани и годинава дека со појавување на Алкалоид, но и Охрид и Тиквеш, како клубови кои што се поддржани сериозно локално од градските татковци, доби веќе еден круг на екипи кои што видовме дека никој никаде не е сигурен во ситуација кога имаш проблем со повреден играч, еден, двајца. Така да имаме квалитетна неизвестно првенство во кое што уште пред почетокот можеме да видиме дека Пелистер можеби е еден чекор пред сите во однос на квантитет, што е квалитет и квантитет на играчи, што е нормално, пошто тој се подготвуваше за Лига на шампиони. И тука е, еве, и го покажува, можам да кажам дека со последниот надпревар од купот во Охрид веќе се гледа дека уморот е заннив од оние патувања цело време, па надпревари во кои што постојано си поразен или си не беа декласирани, не беше декласиран, ама ајде да кажам, беше поразен и не е пријатно тоа. Сега веќе се гледа дека тој умор полека е заднив и на последниот надпревар со Охрид во купот веќе изгледа многу стабилно. Од тој аспект го гледам како прв фаворит, а и резултатите му одат во прилог, иако наредни 2-3 недели ќе се решава првенството. Еврофарм иде во Автокоманда, Еврофарм иде во Јане Сандански и тука ќе ни биде до некаде јасно, затоа што Вардар киксна во Кавадаци, можам да кажам така, на таков начин да се изразам, Алкалоид загуби во Охрид и сега евентуално ако Охрид може во некоја ситуација да добие Вардар во Охрид, дополнително ќе се усложнат работите за тоа кој ќе биде втори, трет, а ќе го профилира Пелистер во шампион. Пак ќе кажам, треба да бидеме срекни што имаме таков интерес од повеќе екипи да инвестираат. За некоја поголема анализа ќе ни треба многу повеќе време, но во секој случај има уште надпревари. Пак ќе кажам, доаѓа Еврофарм и во Автокоманда, доаѓа и во Јане со 2 порази, може да се дополнително се усложи, што се однесува до купот. Мислам дека форматот мора да го смениме наредни години, ако сакаме купот да биде надпреварување на изненадување на некоја екипа која што ќе се протне во некој Final Four, среќно, полусреќно, да им дајме можност на малите места да видат големи екипи, а ова последното со Скопје дека е домаќин, искрено мене ми е малку жал затоа што ги имаме Охрид, во тој период од годината е феноменално место за ова, особено што Охрид не е учесник во Final Four. И тука ќе имаш навистина една, како да кажам, комплетна неутралност. Да, по мене. Да, значи, комплетна неутралност, не дека Борис Трајковски е дом на некоја екипа, но едноставно мислам дека нема да имаме Битола во сала, а Битола зборам како навивачи, како не навивачи, како
како утраси како ова, него овие што беа во Охрид минатава недела 200-300 луѓе, а јас ги знам веќе затоа што и по колумни ми коментираат и кога одам во Битола ги гледам, тие се вистински влюбеници кои што и плаќаат превоз, и плаќаат јадење, и плаќаат карта и го сакаат клубот, имаат сезонски карти и го слезат. Тие не верувам, барем јас сум скептик дека ќе ги видиме во Скопје за да имаме представа на еден празник на ракометот. Од тој аспект моје мислење дека Охрид беше можеби Кавадарци како некое место на меѓу, пошто сега ние ги знаеме учесници. Двете се скопски екипи, една е битолска екипа и Кавадарци. И Кавадарци е одлично место, особено што Кавадарци покажа потенцијал, покажа желба, покажа инвестирање. Ова ќе беше дополнително, а и во оваа ситуација видиме реално е некој блак аутсайдер. Така да ќе беше таму ќе имаше некој плюс, малку плюс, ветар во дека Охрид и Кавадарци ќе беа многу подобри домаќини. Јас борам сега вака поважно. Не навлагам во дали технички исполнува услови или финансиски, или не знам финансиски. Да. Од навивачка страна гледам дека Кавадарци ќе беше како центар на Македонија, да може и Битола да ја дојде, да може сите да добијат по 300-400 карти да си купат и да видиме диагонално повеќе навивачки групи, да се судрат, пошто видите, Македонија има еден голем проблем, може и регионов, не е Македонија само. Ние немаме представа дека како зборам како луѓе што работат во ракометот, што работат во спортот, во клубовите. Ние не сакаме да сватиме за кого се игра спорт. Сите други актери се небитни. Само тој што платил влезница е главен на тој е главен на настанот. Тој што платил влезница. Него треба да му биде убо. Него треба да му направиме повторно да се врати со уште тројца. За кој ќе дојдат уште 5 души кој ќе нема карта да ја крениме картата и да почнеме да профитираме од ова. И да рече градоначалникот во Охрид, во Кавадарци, во Бутел, рече, па чекај, ова стварно вреди овде да се инвестира, види секоја недела се собира народ овде. Иначе ние како ќе функционираме? Значи ние мора да размислуваме како ќе ја наполниме Борис сега, Трајковски во купот, пошто ако не ја наполниме, не е добро за нашиот спорт. Зборам за луѓето кои што се околу, што не се бават директно со ни јас и вие ќе бидиме таму. Така. Зборам за обичен човек да дојде. Да го натераш да дојде, така. Да му понудиш нешто за да може. Тоа се мој размислување и тоа се мој размислување уште 2011 со Металург кога почнаме дека главен е човек, Масала е тој што платил карта. Ни Наумче Мојсовски, ни Филип Миркуловски, ни Ренат Вогринец, ни Никола Карабатич. Тие се само ликови кои што играат на терен, платени за да го прават тоа, а овој ужива и троши пари. Горан, ти благодарам што ви простави време денеска да ми бидеш гостен. Ти посакувам многу успех. Организацијски ве очекува еден период на адаптација таму до јуни додека почне кампот и се надам во Охрид, да не забораваме, значи сигурно некој ден. Бујрум. И јас се надам година со позитивни мисли од сите актери кои што ќе бидат таму и од сите деца кои што ги очекувате да бидат ваши. Јас се надевам само дека децата ќе се вратат првенствено живи и здрави и со убави импресии срекни. Ако е срекно детето, родителот е уште посреќен и ние ќе имаме простор да и елан да работиме уште понапорно и да донесеме уште подобри гости, уште подобри услови да направиме, можеби повеќе групи за да задоволиме ова што сега се случува, затоа што во моментов имаме голем број на деца на листа на чекање, што мене ми е ужасно жал, верувате. Така да ве чекаме во Охрид и со Господ напред да ви се уред. Апсолутно. Ти благодарам уште еднаш за гостување. Ви благодарам. Македонска спортска сцена на Спортското радио 90,3 FM.